Кратки најави за денес. Вевчани и годинава домаќини и инспирација на врвните светски сликари. Се е подготвено за третото издание на меѓународниот надпревар во традиционално теквондо Охрид Оупен 2023. Најдобрите атракции и локалитети во Охрид представени преку репортажи на британската ITV телевизија. Исплатата на јунските пензии ќе започне од вторник, 27 јуни. Столтенберг најверојатно уште една година на чело на НАТО. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес преовладуваше претежно сончево и топло време со дневни температури во порасти високо над повеќегодишниот просек за овој период од месец јуни. Беа измерени максимални 29 степени. Во текот на ноќта кон петок времето ќе биде ведро и топло. Утре во централна и источна Европа, како и над Алпите и локално на Балканскиот полуостров, умерено облачно и нестабилно време со дожд и локална појава на невреме. Слаб дожд се очекува и во источноевропската низина, а во останатите делови од Европа претежно сончево со локална облачност и топло време. Во петок во северните и централните делови на Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици. Во останатите делови од полуостровот претежно сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури утре на Балканот од 30 до 36 степени. Во Македонија во петок не очекува сончево време со локална облачност. Ќе биде многу топло. Попладне локално на крајниот запад и крајниот исток. Услови за развој на нестабилност која може да донесе локални врнежи од дожд, појава на невреме и грмотевици. Ќе дува до умерен слаб североисточен и северозападен ветер. Утринските температури во интервал од 12 до 21, максималните дневни од 28 до 36 степени. Во Охрид во петок времето претежно сончево со локална облачност и топло, попладни услови за слаб и локален дожд, минималната 17, дневната 30 степени. Во Охрид во сабота предпладне претежно сончево време со локална облачност, попладне нестабилно со дожд и грмотевици и услови за поројни врнежи од дожд и појава на невреме. Максималната дневна температура до 26 степени. Дождот ќе продолжи во текот на ноќта сабота кон недела. Во недела претежно сончево со локална облачност и топло со максимални 26 степени. Во понеделник свежо утро. Температурата 14 степени, а во текот на денот сончево и топло со максимални 25 степени. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци.
За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Вевчани и годинава домаќини инспирација на врвните светски сликари. Од сабота започнува 12-тата меѓународна ликовна колонија, Вевчански видувања. Оваа година на колонијата учество ќе земат 25 афирмирани сликари од Република Македонија, од балканските држави, како и од неколку европски земји. Живописното Вевчани годинава ќе биде домакин и инспирација за врвните светски уметници. Се е подготвено за 12-тото издание на меѓународната ликовна колонија Вевчански видувања. Оваа година на колонијата свое учество ќе земат преку 25 афирмирани сликари од земјава, од балканските држави, но и од неколку европски земји. И годинава како дел од меѓународната ликовна колонија се организира и летна ликовна школа за деца, во чии рамки повеќе од 40 млади и уметнички надежи ќе имаат несекојдневна можност да се запознаат со тајните на сликарската уметност. Уметниците најчесто ги сликаат вевчанските извори, автентичните сокаци, старите кујки, дрвијата и цвеќињата на јабланица. Ќе имаме повеќе од 25 учесници од неколку европски земји и од Македонија, се разбира. Ќе творат во овие 2 недели во Вевчани. Вевчани ќе пулсира во знакот на уметноста и културата. Особено ми е драго што оваа година имаме 2 нови проекти. Едниот е за млади сликари, таленти од 18 до 24 години, кои што заедно во соработка со Шпарка се банка ќе бидат во Вевчани заедно со своите колеги. И вториот проект е детската летна ликовна школа, на која што повеќе од 30 дечиња ќе бидат присутни за време на колонијата и ќе учат на занаетот на старите уметници и добри сликарски школи тука во Македонија. Свеченото отворање на колонијата е во сабота на 24 јуни. Во знакот на долгогодишното постоење на почетокот ќе му биде доделено одличието плакета порта на академскиот сликар Ставре Димитров Стадим, пошто ќе следува стендап шоу на добропознатиот Сашко Куцев и музички настапи на Калиопи и Владо Јаневски. Значи, ова е еден склоп на впечатоци кои што импресии тие заминуваат воодушевени, барем годиниве што изминаа. Во зависност од нивниот, значи, кој правец и кои техники на цртање ги користат, имаат инспирација, дали се тоа водата, дали е тоа чистиот воздух, изворите се сега во полн сјај, се одлични, дали се тоа архитектурата и сокаците, како што спомна, самата природа, самиот ресторан, гостите кои што ги обкружуваат цело време околу нив се воодушевуваат, така да јас мислам дека
веќе 12 години, одлични услови имаат за затворење, за запознавање меѓусебно, за дружење. Почнувајќи од 2010 година, секоја година традиционално на крајот на месецот јуни во Вивчани се организира меѓународната ликовна колонија Вивчански видувања. Низ годиниве свој белег оставиле преку 200 врвни сликари, учесници на колонијата. Уметничките дела создадени на падините на Јабланица низ годиниве биле представени на изложби ширум светот во Париз, Москва, Лондон и други светски метрополи. Се е подготвено за третото издание на меѓународниот надпревар во традиционално теквондо Охрид Open 2023, кој оваа година ќе донесе дел од ИТФ елитата од Македонија и регионот во Охрид. Повеќе од 200 надпреварувачи и повеќе од 20 судии се само дел од импозантните бројки на годинешното издание на турнирот. Надпреварувачите ќе ги одмерат силите во форми и спаринг борби во старосни и тежински категории. Надпреварот се организира според сите највисоки светски ИТФ стандарди, со база на податоци и со електронско судење. Празник за љубителите на теквондото во Охрид. Оваа сабота во спортската сала Билјанини извори ќе се одржи третиот меѓународен теквондо ИТФ надпревар Охрид Open 2023. Надпреварот е во организација на клубот Хваранг ИТФ од Лескоец. Организацијата на надпревар од ваков калибар на еден од најатрактивните борички спортови во моментов не е лесна работа, објаснува Маријанчо Лазаревски, председател на Хваранг ИТФ и организатор на надпреварот. Но со поддршка на спонзорите и на општина Охрид реализацијата стана возможна, додава тој. Сам е многу тешко да се организират, благодарение на нашите поддржувачи. По трет пат го правиме по сите европски стандарди, што е многу тешко да се организира. Но ние даваме се од себе и сакаме да биде што подобро и подобро. Секоја година се надеваме да го направиме подобро од претходната. На надпреварот учество ќе земат околу 200 учесници од 24 клубови од Македонија, Чешка, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и Албанија, вели Лазаревски. 6 клубови ќе ги бранат боите на нашата држава, најбројни од Охрид. Покрај организаторот учество ќе земат клубот Мастер од Охрид, Ахилиус од Скопје, Чонџи од Косел, Сонкал од Мислешево и Хваранг Фист од Охрид. За спортистите, учеството на вакви надпревари од огромно значење за градењето на еден спортист, бидејќи ниту еден тренинг не може да го замени чувството на соочување со противник во рингот, вели Лазаревски. Ваквите надпревари се многу потребни од спортски аспект за изградување на врди спортисти. Прво добиваат самодоверба, значи ја победуваат тремата, за да може да одат на врдни надпревари, мораат на многу вакви надпревари да учествуваат, за да ја совладаат техниката, да видат кај имаат пропусти све. И наравно добиваат мотив за повеќе и повеќе. Значи многу е поинако кој ќе на вреќата секој може да удри исто, но друго е кога ќе влезеш во ринг со непознат противник. Свеченото отварање на турнирот ќе биде во сабота во 15 часот и 30 минути од страна на директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски, а предвидени се обраќање на градоначалникот Кирил Пецаков или представник од општината, како и представници од генералните спонзори. Влезот на надпреварот за сите љубители на овој атрактивен спорт ќе биде бесплатен. Градоначалникот на Охрид донесе решение со кое одобри исплата на учениците и нивните ментори од основните и средни училишта во Охрид кои постигнале значајни резултати на државни и меѓународни надпревари во знаење. Со оваа активност општина Охрид е првата општина во Република Македонија која на овој начин ги наградува своите талентирани ученици. Дополнително оваа година и превозот за учество на надпреварите на учениците и нивните ментори во целост беше обезбеден од општина Охрид, информираат од локалната. Списокот на наградени ученици и ментори е објавен на официјалната веб страна на општина Охрид. Доктор Маријан Шокаровски е нов директор на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија. Тој е дел од тимот на клиниката уште од нејзиното основање. Доктор Шокаровски е субспецијалист по кардиохирургија, завршена во Универзитетски клинички болнички центар Загреб, Хрватска, со повеќе годишно хируршко и академско искуство во оваа област.
Раководител е на оперативниот блок, ангажиран е и како асистент на медицинскиот факултет во Скопје. Тој е дел од тимот на досега извршените трансплантации на срце во нашата држава, вклучен е и во иновативните хируршки интервенции на срце со минимален инвазивен пристап. Исто така се едуцирал во повеќе земји како во Германија, Австрија, Англија, Франција, Бугарија, Србија и присуствувал на голем број меѓународни конгреси, се наведува во соопштението од Министерството за здравство. Најдобрите атракции и најубавите локалитети во Охрид представени на популарното дневно телевизиско шоу This Morning, кое се емитува во Обединетото кралство на телевизијата ITV. Репортерот Крейг Дойл на телевизијата ITV во популарното дневно телевизиско шоу This Morning, кое се емитува во Обединетото кралство, продолжува да ги запознава британците со најубавите локалитети и најдобрите атракции во Охрид. Во една од многуте репортажи од Охрид и Скопје, репортерот Крейг Дойл се запознава со туристичкиот водич Љупчо Јузмески, кој зборува за античкиот амфитеатар, со Михајло Филев, кој ги запознава гледачите со Охридскиот бисер, а потоа го посетува манастирскиот комплекс Светинаум. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот организираше информативно патување за новинари и репортери од наведеното шоу од 17 до 20 април. Екипата од дневното шоу This Morning за време на својот престој подготвија репортажи за недопрените убавини на нашата земја, која е буџет френдли за туристите и кои веќе се емитуваат на британската јавна телевизиска мрежа ITV, која има широк опфатна публика. Новите чартер летови од Лондон и Манчестер до Охрид, како и редовната линија на Визер од Скопје, представуваат предност. Исплатата на јунските пензии ќе започне од вторник 27 јуни. Пензионерите кои користат платежна картичка поврзана со сметката на која се префрлува пензијата независно од висината со парите ќе може да располагаат од вторник 27 јуни. Подигнувањето на пензиите преку филијалите и експозитурите на банките за пензионерите кои не користат картички ќе се реализира во 4 групи, според висината на пензиите, и тоа: за пензии со висина до 11.000 денари исплатата ќе се изврши на 27 јуни вторник, за пензии во висина од 11.001 до 14.000 денари исплатата ќе се изврши на 28 јуни среда, и за пензии во висина од 14.001 до 18.000 денари исплатата ќе се изврши на 29 јуни четврток, а за пензиите во висина над 18.001 денар исплатата ќе се изврши на 30 јуни петок. Општина Охрид ги повикува сопствениците на пловни објекти кајчиња кои се лоцирани на крајбрежниот појас во селото Пештани, истите да ги отстранат најдоцна до петок 23 јуни. Во спротивно, од сабота 24 јуни, Општина Охрид и општинските јавни предпријатија ќе започнат акција за отстранување на истите на товар на сопствениците. Пловните објекти треба да се отстранат поради тековно одржување и чистење на крајбрежјето со цел непречено користење од страна на жителите и туристите. Со 1 милион евра тежок твининг проект меѓу Македонија и Грција ќе се зајакнуваат капацитетите за ефективна имплементација на европското законодавство во областа на индустриското загадување. Тоа треба да придонесе за добивање подобри индустријски дозволи и да му овозможи на индустрискиот сектор соодветно да ги исполни стандардите од областа на животна средина. Стартува активностите на твининг проектот понатамошно зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на европското законодавство во областа на индустриското загадување. Кога се носи ново законско решение и кога дел од европското законодавство се става во македонското, постои одреден отпор, но на овој начин индустријата ќе може полесно да ги исполни сите европски стандарди за зачувување на животната средина, информираше денес министерката за животна средина Каја Шукова. Она што ни е битно е секако да продолжиме со процесот на подобрување на националното законодавство во делот на индустриското загадување, но и да ги зајакнеме капацитетите како би можеле да имаме што подобри интегрирани дозволи за нашиот партнер секако во процесот индустријата, за да можат соодветно да ги исполнат стандардите од областа на животната средина. Шукова објасни дека македонското законодавство редовно ги следи најдобрите европски практики за заштита на животната средина и кажа дека последните години повеќе се носат и имплементираат програми и мерки за заштита на животната средина.
Стефан Худолин, раководител за соработка на делегацијата на Европската Унија во Македонија, објасни дека овај твининг проект тежок 1 милион евра, каде преку соработка со експерти од Грција и Словачка, Македонија ќе има директен бенефит во справување со предизвиците кои ги носи индустриското загадување. Problems that are here in the country in industrial pollution. Преголеми се разликите помеѓу проблемите кои индустриското загадување ги предизвикува тука во Македонија и начинот на кој земјата се справува или не се справува со тоа. Имплементацијата на овој проект во соработка со Грција ќе биде само еден почеток. Успехот ќе зависи од тоа како ќе се имплементираат мерките и како институциите ќе се справат со индустриското загадување кое представува голем проблем во вашата земја. 15 експерти од областа за справување со индустриско загадување од Грција и Словачка, по потреба и од други европски земји, ќе треба да помогнат во имплементацијата на европските директиви за справување со индустриските емисии, истакна раководителот на проектот Стилијанос Мавроматис. This is a directive. Ова е директива која цели за намалување на штетните емисии. Знаеме дека индустријата е еден од поголемите загадувачи. Не е единствениот, но оваа директива се фокусира на индустриските загадувачи. Треба да се разбере дека во последните 20 години има подобрување на животната средина во Европската заедница токму поради оваа директива. Мавроматис подвлече дека овој проект е прецизно скроен за хармонизација на нашата легислатива со барањата на директивата за индустриските емисии. Исто така, ќе му помогне на Министерството за издавање на подобри, интегрирани дозволи за зачувување на животната средина. Јавното предпријатие Охридски комуналец петок 23 јуни ќе организира акција за подигнување кабаст отпад од селото Пештани, а во сабота 24 јуни од населбата Радојца Новичич и селото Косел. Граѓаните кои живеат во овие населби доколку имаат ваков отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго, треба да го депонираат најдоцна до 7 часот во петок, односно сабота, а претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон во Охридски комуналец 075 495 428. Кабастиот отпад треба да е уредно доставен до контейнерите или другите пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад. Ова е последна акција од пролетниот циклус, согласно годишниот календар на акции за подигање кабаст и зелен отпад за 2023 година. Есенскиот циклус започнува од 2 септември, информираат од предпријатието. Во продолжение следуваат вестите од светот. 31 лице загинале во експлозија на газ во ресторан во северозападниот дел на Кина. 7 лица се примени во болница поради изгореници и повреди од скршените стакла. 9 лица се приведени под сомнение дека предизвикале експлозија на газ во ресторан за скара, меѓу кои сопственикот на ресторанот. Резервоарот со течен газ во приземјето на ресторанот експлодирал, а пожарот се проширил и на првиот кат од зградата. Експлозијата се случила на третиот ден од фестивалот Dragon Boat во Кина, кога многу семејства и пријатели се собираат на празнични ручеци. Кинескиот претседател Си Џинпинг наредил целосна истрага за инцидентот и ги повикал сите служби да се приклучат во спасувачката операција. Медиумите јавуваат дека се очекува зголемување на бројот на жртвите. Експлозија од истекување на газ и во Париз. Најмалку 37 лица се повредени во силна експлозија предизвикана од истекување на газ во центарот на Париз, соопштил францускиот министер за внатрешни работи. Во изјава за новинарите на местото на експлозијата, тој соопштил дека 4 лица се во критична состојба и дека под урнатините најверојатно има уште 2 лица. Целосно е прекинато снабдувањето со газ во населбата каде што се случила експлозијата. Се превртел чамец кај Канарските острови. 35 мигранти, меѓу кои едно дете, се удавиле откако гумениот чамец со кој патувале во обид од Мароко да стигнат до Канарските острови во Шпанија, се превртел. Ројтерс пренесува дека 24 луѓе биле спасени во операцијата предводена од мароканските власти, околу 140 км југоисточно од островот Гран Канарии. Се додава дека во моментот на превртувањето во чамецот имало 59 луѓе. Најмалку 3 лица загинале во серија силни бури што предизвикале повеќе торнада во Матадор, Тексас. Налетите на ветар достигнувале брзина и до 160 км на час, соборувајќи дрвја и носејќи покриви од куките. Градоначалникот на Матадор изјавил дека најверојатно ќе има повеќе повредени и дека има голема штета. Тој додаде дека во градот нема струја и дека неколку службени згради биле уништени. Во тек е потрага по луѓето кои
кои се заглавени или повредени под рушевините. Британскиот министер за одбрана Бен Валас го објави своето повлекување од трката за да го наследи генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Тоа нема да се случи. Америка сака Столтенберг да остане, изјавил Валас за Економист. Ројтерс во средината на јуни, повикувајќи се на извор запознаен со оваа тематика, објави дека се очекува Столтенберг да остане на чело на алијансата уште една година. Како причина за овој неочекуван развој на настаните се наведува тоа што Северноатланската алијанса не успева да постигне договор за наследникот на Столтенберг пред самитот во средината на јули во главниот град на Литванија Вилнус. Столтенберг, поранешниот премиер на Норвешка, на чело на НАТО дојде во 2014 година и после 9 години треба да се повлече на крајот од септември, но Ројтерс ја наведува проценката на својот извор дека норвежанецот има широка поддршка во алијансата и дека и понатаму се смета за ефикасен водач. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.